što spada vo mal avret. Prvo, što je avret? Što je avret? A? To je po jazik. Po jazik je nešto što je sramno. Znači treba da se pokrije. Nešto što je mrzno da se prati ili da se gledat. Što je po šerijat? Avret. Znači što je obavezno da se pokrije vo namaz je haram da gledaš o to. Ovo je teoretski što znači avretot. Definicija. Posle avretot se deli na dva vrsta. Avret mal i avret golem. Учењаците прво да знаете дека се сложни, дека не е аврет за машкото што е над папакот и под колената. Што е над папакот и под колена. Учењаците сите се сложни дека за мажот ова не е аврет. После имаме разлика сега, после кога ќе дојме маж према маж, што е аврет? Маж према жена, жена према туѓ маж, жена према махрем маж. Значи имат ова меселе поќе тафсил, по детали имат. Не само што спаѓа во мал аврет, што спаѓа во мал аврет сега, што ви е прашањето прво? Дали кај мажот, дали кај жената, или општо, и кај мажот и кај жената? Добро, јас ќе одговорам, ама кога ќе ги давате прашањата, значи што е мал аврет, треба да го дефинираш појасно. Што е мал аврет кај мажот, што е мал аврет кај жената, што е мал аврет кај жената и мажот, што е голем аврет кај мажот кај жената, што е жена према маж, маж према жена. Значи рековме дека учењаците се сложни, дека што е над папакот и под колената не е од авретот. Исто се сложни дека двата дела интимни се од големиот аврет. Сите учењаци се сложни, и то и кај жената и кај мажите. Сега, дали влегвет колената и папакот во авретот, овде пак имаме различно мислење од учењаците. Некои од учењаците велат дека и папакот и колената влегвет во авретот. Нормално, овие не влегвет во големиот аврет, него во малиот аврет. По мислење на оние учењаци што велат дека и овие влегвет во авретот, значи влегвет во малиот аврет, зашто се подалеку од големиот аврет. Сега идеме дали бутот, така вели не бутот? Бут. Влегвит во авретот. Дали бутот влегвит во авретот. Исто овде имаме два мислења од учењаците. Некои учењаци велат дека бутот влегвит во малиот аврет. Зашто? Затоа што е дојден во хадисот од Џархад. Вели посланикот салаллаху алейхи ве селем: "Гатти фахидека фа иннал фахида аура." Покри го бутот, зашто бутот е од авретот. Посланикот салаллаху алейхи ве селем така има рече. Имат исто дојдено од хадисот од Алија радијаллаху таала, вели посланикот салаллаху алейхи ве селем: "Ал фахиду аура." Бутот е аврет. Што треба значи да се покриет. Прво треба да знаете дека учењаците сите се сложни дека во намазот мора да се покриет бутот. И оние што велат дека е аврет, и оние што велат дека не е аврет бутот. Значи во намаз морат да се покриет авретот. Бутот мора да се покриет. Ки кажаме, ама овие хадиси, некои учењаци овие две хадиси ги прават слаби. Имаат зборувано значи за овие хадиси што велат дека посланикот салаллаху алейхи ве селем речено дека бутот е од авретот. Учењаците од хадисот имаат зборувано за овие хадиси. Некои ги имаат ослабнато. Оние што велат дека бутот не е од авретот. Ван намаз.
nadvor od namazu. Evo namaz na treba, namaz mora da se pokrije, това да се знае. Ove велет не е аврет. Кои хадиси ги земете овие? Прво хадисот од Енес, радијаллаху та'ала, кога посланикот салаллаху алейхи ве селем е биден во битката на Хајбер. И посланикот салаллаху алейхи ве селем, додека беше во Хајбер, Енес беше качен позади него во конј, посланикот салаллаху алейхи ве селем го имаше откриено бутот. Го имаше откриено бутот, така велит Енес радијаллаху та'ала. И учењаците што велат, додека посланикот салаллаху алейхи ве селем го имат откриено бутот, тоа значи дека не е од авретот. Првиот хадис. Вториот хадис, исто што посланикот салаллаху алейхи ве селем кога е биден еднаш седнат и е биден го имат откриено бутот и е биден седнат пред некоја една река и ги имаше ставено нозето во вода. И идете Абу Бекр радијаллаху та'ала му бара дозвола за да влезе кај посланикот салаллаху алейхи ве селем, му дават посланикот салаллаху алейхи ве селем дозвола да влезете Абу Бекр. Идете Омер, пак му дозволит. Кога идет Осман радијаллаху та'ала, посланикот салаллаху алейхи ве селем го покри бутот. Го покри бутот. И посланикот салаллаху алейхи ве селем кога го праша зошто, рече ела астахи мин раджулин тастахи минху ал-малаика, да не се усрамам од еден човек што се усрамет од него мелеците. Велет учењаците, кај го земиме? Зато посланикот, зашто посланикот салаллаху алейхи ве селем го имаше откриено бутот додека беше Абу Бекр, Омер, додека стигна Осман, тоа значи дека бутот не е од авретот. Третиот хадис. Хадисот од Џибрил. Кога дојден кај посланикот салаллаху алейхи ве селем, бейнама нахну џулусун инда расулиллахи салаллаху алейхи ве селем, итталаа алейна раджулун شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث od Џибрил радијаллаху анху кога дојде кај посланикот салаллаху алейхи ве селем. Велит Омер радијаллаху анху, додека бевме ние седнати покрај посланикот салаллаху алейхи ве селем, дојде еден човек, велит шедиду бејад الثياب. Велит облеката негова беше многу бела и чиста. И ова значи дека се земите што pouka од ова, дека оној што бара знаење треба да се облекфит со уба облека и да е бела, уште поубаво. Јасно? После велит шедиду бејади ثياب шедиду савади шар. Косата многу црна. Овде исто можеме да земеме придобивка дека знаењето се бара додека си млад. Шедиду савади шар. لا يرى عليه أثر السفر. Не се гледаше кај него, велит, ефектот од патувањето. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. Велит, додека седна кај посланикот салаллаху алейхи ва селем и неговите колена ги приближи до колената од посланикот салаллаху عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وقال. И ги стави Џибрил алейхи селам, велит, дланките негови над каде? Над бутовите од посланикот салаллаху алейхи ва селем. Сега овде имат различно мислење од учењаците. Дали посланикот салаллаху ги стави, Џибрил ги стави, значи дланките негови кај дланките од Џибрил, неговите дланки, или пак кај од посланикот салаллаху алейхи ве селем, значи кај бутовите од посланикот салаллаху алейхи ве селем. Ама има други ривајети што прецизираат дека кај посланикот салаллаху алейхи ве селем ги стави Џибрил алейхи селам, значи дланките негови. Што значи тоа? Да беше аврет бутот, Џибрил алейхи селам немаше да ги стави рацете кај бутовите од посланикот салаллаху алейхи ве селем. Да беше дел од авретот. Значи овие се два мислења од учењаците. Исто имаме хадис од Укбет ибн Амир радијаллаху та'ала, исто велит, додека посланикот салаллаху алейхи ве селем, значи неговата глава имаше ставена над бутот мој и му доде објава, велит, толку тешка беше објавата кога му дојде кај посланикот салаллаху алейхи ве селем, толку му се отежи главата, мислев дека бутот
mi go skida. Znači toliko da beše od avretot, velite učenjacите, nema poslanika sallallahu alejhi ve sellem da го ставеше главата негова кај бутот од Рукбет ибн Амир радијаллаху таала анху. Значи ви кажав неколку докази. И од тој и од овие. Сега, Имам Бухарија што велит? Имам Бухарија, фақih, голем учењац. Велит حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. Hadithot od Enes velit, radijallahu ta'ala anhu, velit e pojak po zinđirot. Vo zinđir, pojak. Znači ovo je hadithot od Jarhad poslabe vo zinđir. Ama velit hadithot od Jarhad e po bezbedno. Po bezbedno. Iako veli mi deka ne je butot od avretot, pak ti kaže Imam Buharija za posigurno i po bezbedno pokrio. И за да излеземе од разликувањето мислења од учењаците, што треба да правиме? Поубаво е да го покриеме бутот и во намаз и во намазот. Значи што спаѓа во мал авред кај мажот? Кај мажот спаѓа во мал авред бутот. Најубоше има зборвено за ова Ибн Кајим рахимахуллах за бутот. Има речено делот од бутот што е приближно, што е приближно кон интимните органи, вели тој е од авретот. Дел од бутот што е приближно до колената, вели не е од авретот. Видиш? Ибн Кајим го дели бутот на два пола. Пола што е приближно, пола што не е приближно. А и ние, што е поубаво? Поубаво е да го покриеме бутот и во намаз обавезно. Зашто ако некој од маживе што е полнолетен, клањат и бутот не му е покриен, намазот не му е валиден, не му е точен. Јасно? Некој од маживе, маж полнолетен, што клања намаз и бутот му е откриен, или покриен, што реков, покриен, откриен, намазот не му е валиден. Јасно? Колената треба да се покриет. Колената треба да се покриет. Тоа е појасно, како што вели Имам Бухарија, во хадису Джархадин ахват. Хадисот од Джархад радијаллаху таала, што рече посланикот саллаллаху алейхи ве селем, покри го бутот, зашто бутот е од авретот. И по мислењето од учењаците што велат дека колената влегвет во авретот, треба да се покриет и колената и папакот. Исто. По мислењето што велат учењаците дека папакот не е од авретот и колената не се од авретот, значи мојти да не ги покриет, ама во намазот му е опасно што мој да му се открие дел од бутот и да не му е намазот после валиден. И за да ти биде намазот валиден, поубаво земај го хадисот од Джархад и од Алија радијаллаху таала анху, затоа што посланикот саллаллаху алейхи ве селем кога го имаат откриено бутот, тоа беше ван намазот. Не беше во намаз. Рековме беше качен над коњ, рековме беше кај реката. Рековме Џибрил алейхи селам ван намазот. Све беше ова ги стави ван намазот. Значи во намаз посланикот саллаллаху алейхи ве селем беше имаше подкриено све, го имаше криено телото. И Аллах субхану ва таала така ни наредуваат во Куран, велит ја бани Адама хузу зинатакум инда кулли месџидин ва кулу вашрабу. Овие што верувате, облеквите се најубо. Хузу зинатакум, облеквите се најубо кога одите во џамиите за да клањате намаз. Така велит Аллах субханаху ва таала. Јасно? Сега има тоа меселе уште. Значи ова е само почетокот, после да вежим. Сега маж со маж јасно е што е од авретот. Значи ма бейне суррати ва рукбети аура. Што е измеѓу папакот, помеѓу папакот и колената е од авретот. Големиот аврет кажавме што е. Така? Кој е големиот аврет?
двата полни органи. После бутот кажавме дека е од малиот аврет, ама треба да се покрие. Сега жена према жена. Жена према жена исто како мажот према маж. Јасно? Ма бейне суррати во рукбе. Помеѓу папакот и колената. Жена према жена. Тоа е аврет. Се рачунит аврет. Ако некоја жена гледат, например, на градите од другата жена, не е аврет. Гледат на сомакот нејзин, не е аврет. Само што треба верничката да го покриет, што верата наредува на срам. На срам. Значи, ако гледат, нема проблем меѓу жена, меѓу жена. Јасно? Значи, кај му е? Помеѓу папакот и колената. Што е над колената? Се рачун вид аврет. И жена према жената. А? Што е под папакот? Исто се рачун вид аврет и жена со жена. Е сега, маж, жената према туѓ маж. Што е аврет? Аврет, жена према туѓ маж, што не му е ништо, е цела аврет. По наисправното мислење. Цела е аврет. Е сега тука разликуваат после, нормално, како и влегвид во големиот аврет, малиот аврет, ама општо и малиот и големиот, значи аврет е жена према маж, што не му е ништо. Значи и лицето, и рацете, и нозете, све е од авретот. Ова е поисправното мислење. И оние учењаци што веле, што го дозволяват жената да ја откриет лицето и рацете, и тие во време на фитна, и тие веле дека обавезно жената да ја криет лицето и рацете. Јасно? И оние учењаци што дозволуваат, што веле дека лицето не е од авретот и рацете не се од авретот, и тие во време на фитна, време на фитна, поголемо време на фитна од овие денешни времиња, не знам кога ќе имат. Значи и тие вели дека треба да е криет. Зато посланикот салаллаху алейхи селем рече ал мар'ату аура. Така вели посланикот во хадис. Жената е цела аврет. Цела е аврет. Сакаме ние, ни се допадви, ни се бендисат овој хадис или не ни се бендисат. После, ако збориме после за ајето да влегнеме што тие вала юбдина зинатахунна илла ма захара минха, ако збориме за овој ајет Аллах што вели да не ги откриет нивните украси, да не ги откриет нивните украси, освен она што се гледат, учењаците не го велат што на што се гледат е лицето и рацете. Така? Лицето и рацете. Да знаете дека правило во тефсир е зина юраду биха зинетул мунфасила, ла ал муттасила. Украс што во Куранот се спомнуваат, во целиот Куран, со тоа се сакат во Куранот украсот што е делено од телото. Не украс што е од телото, дел од телото. Значи, лицето и рацете се дел од телото. Аллах вели зина во Куран е украс во Куранот е дојден еден украс што е не е од телото. Како на пример да стави некој синџир златен, да облекви некоја облека што не е дозволено да ја облечит надвор, значи да излеги пред туѓи мажи, не махреми, нејзини, тоа се значи во Куранот. Тоа е она што е во Куранот. Иако некои учењаци, некои велат дека тоа е за лицето и за рацете. Јасно? После посланикот, после Аллах субхану ва таала велит илла ма захара минха, лем јакул ма азхарна минха. Интеби. Аллах велит она што се гледат од тоа, а не што тие ги откриет за да се гледат. Јасно? Во Куранот Аллах велит она што се гледат сам.
od to, a ne ti da gi otkrijet. Što se gledat? Kога жената мој да облекви хиджаб, долг хиджаб, убо, облечена све, на крај мој нешто да му се гледат од другиот фустан, што го има здола. Тоа е само излеги, тоа е сам што излези од облеката, од украсот. А не само што го облечиш ти или го исташ надвор за да се гледа. И лицето ти го откриеш и рацете. Не е тоа што сам се откриет. Јасно? Аллах субхану ва таала збори прецизно во Куран. И затоа овде, иако Ибн Аббас, Ибн Омар, радијаллаху таала анхума, и многу од учењаците имаат речено дека илля ма захара минха, освен она што се гледат од украсот, значи за лицето и за рацето, овде зборот од Абдуллах ибн Месуд, од Аиша радијаллаху таала анхума и други асхаби големи, тие го имаат погодено овде тефсирот. Абдуллах ибн Месуд, Аиша радијаллаху што велет, не значи то за лицето, него значи то за облеката или украсот што му излегви да не сакајчи. Јасно? Значи жена према жена кажавме и жена према туж маж кажавме, сега остана жена према махрем свој. Жена према махрем свој смет да откриет косата, нешто од вратот, рацете, ноđете. Значи ова што претежно, обично се гледат. Друго све што не спомнавме од ова е забрането и према махремот свој. Јасно? До овде? Аллах најубо знај. Значи ова има уште, ако влегвиме влегвиме по мезхеби, по ова, по она, ние го објасниме накратко, зашто ако влегви секој мезхеб има после ова, она, секој имаат различно како имаат сватено тие доказите и ајетите од Аллах субханаху ва таала.